Со црковни литургии зутрината започна да се слави успението на Пресвета Богородица и заврши двонеделниот пост за големиот христијански празник. Православните верници низ цела Македонија ги наполнија храмовите и се собраа да го одбележат празникот познат кај народот и како Голема Богородица. Со молитви, запалени свеќи, свечености, народни собири и панагюри верниците ја одбележаа Божјата мајка. Господи, погледни од небото и види, посетуј го валози, утврди го. Според верата, мајката Христова, Богородица, е заштитничка на леунките и на жените, им помага при породувањето. Исто така и жените што немаат деца веруваат дека со милоста на Пресвета Богородица ќе добијат рожба, поради што ги посетуваат нејзините цркви, изведуваат обичаи, се молат и принесуваат дарови. Од манастирот Успение на Пресвета Богородица во Матка се пренесе главната порака да замолкне секоја тага и да се радува секое срце. Богородица и натаму да ни остане покров и заштита. Да ги чува нашите домови, нашите родители, нашите деца и старци, нашите соседи, нашите пријатели, нашите непријатели и најмногу од се да не сочува и од нас самите. Чувај ги, Богородица, оние што се радуваат и оние што плачат, оние што се дома и оние што се далеку, чувај ги оние што имаат многу и оние што немаат ништо освен надежта во Бога. Граѓаните си го честитаа празникот со пораки за здравје, среќа, љубов и почит. Денеска е убав ден, Успение Пресвета Богородица, голем празник. Сакам да им честитам на сите мои сограѓани, православни христијани, да е за многу години празникот, многу здравје, среќа, богосостојба во нивните домови. Сите да се добронамерни, добри, со добри мисли. И воедно им го честитам именденот на сите Мари, Маријани. За здравје, за Господ да е со нас, секоја година, тие се желбите. Поздравје, среќа и еден со друг повеќе да се почитуваме. По литургијата, традицијата продолжува со заедничка трпеза и средби со најблиските. Стално идеме ние овдека на овој манастир и секоја година сме тука, помагаме, се трудиме да биде се во ред. Да, постев и си се причасти. Постам сите, пости и постам и се причествувам. Овој ден нека биде еден ден кој што ќе биде водилка за сите христијани во Македонија и пошироко и Господ да ни ја благослови Македонија. Духот на празникот ја разбуди и солидарноста кај граѓаните. Во Матка се одржа крводарителска акција. 60-годишниот Димче, кој дарува крв по 83-ти пат, ги охрабрува младите да даруваат за да помогнат на оние кои најмногу им е потребно. Сум имал прилика да видам и ствари што не треба да се видат, да речеме, со браќајки вако. На некој можда негде му треба. Како да кажеме, на спасување живот едноставно. Државниот врв испрати честитки по повод верскиот празник. Председателката Силјановска Давкова испрати пораки за мир, храброст, грижа и солидарност во заедницата. Председателот на собранието Африм Гаши им посака на граѓаните спокој, семејна топлина, меѓусебна почит и еднаквост.